Се засилуваат пораките на влијателни европски играчи за потребата од продолжување на европскиот пат на земјата, за што клучно покрај имплементирање на реформите и спроведување на уставните измени. Најнови во серијата повици пред се до опозицијата и потребата да биде конструктивна дојда од поранешни високи европски представници Мартин Шулц, екс-претседател на Европскиот парламент, и Ан Линде, доскорешна шефица на шведската дипломатија. Пораката беше јасна, кога станува збор за државни интереси и нема простор за партиски калкулации. Мојот впечаток, и тоа е мој личен впечаток, е дека опозицијата води тактичка игра да ја стави владата во тешкотии, но на ниво на држава, независно дали сте во влада или во опозиција, треба да се земе предвид интересот на земјата во целина. А главен интерес на државата е да се надминат пречките на патот кон членство во Европската унија. И затоа сметам дека партиите треба внимателно да размислат за баланс меѓу државна одговорност и тактички чекори во односите влада-опозиција. Главната опозицијска партија во земјава е дел од Европската народна партија. Европската народна партија па го дели ставот на вашата влада дека уставните измени се неопходни за напредок во Европската унија. Истовремено со пораките за земјава, Шулц, кој 5 години беше начело на Европскиот парламент, го критикуваше односот на Брисел кон Северна Македонија. Француското вето го нарече неоправдано и мотивирано од домашни причини и повика Унијата, сега по македонско-бугарскиот договор, да ги исполни ветувањата. Линде, образложувајќи дека нема пократок пакт во тешките евроинтеграции, се надева на конструктивност од домашната опозиција. Зборувавме за уставните измени кои сега сметам дека се важни. Мислам дека актуелниот премиер Ковачевски, поранешниот премиер Заев и поранешната министерка Шекеринска направија особено големи напори да донесат земјата во ситуација во која се наоѓа сега и искрено се надевам дека ќе има конструктивна опозиција, а не опозиција која само го отежнува патот на вашата земја за членство во Унијата, зашто нема пократок пат. Премиерот, повикувајќи се на стратешките определби на државата утврдени уште во 1991 година, очекува дека пратениците ќе застанат зад интересите на граѓаните. Сметам дека на крајот на денот сите политички партии треба да имаат, односно пратениците во собранието, дека тие ги застапуваат граѓаните, а граѓаните се тие кои што очекуваат да живеат во држава полноправна членка на Европската унија. Една од одлуките кои што треба да ги донесеме до тоа полноправно членство во Европската унија е и таа промена на преамбулата во Уставот. Но паралелно со уставните измени, Македонија треба да испорачи во делот на реформите, меѓу кои едно од најгорливите прашања е справувањето со корупцијата и организираниот криминал. Новата американска амбасадорка Анджела Агелер во својот прв јавен настап по предавањето на акредитивите минатата седмица рече дека борбата против корупцијата во земјава ќе ја направи врвен приоритет. Да се обврземе сега, јавноста, политичарите, владините службеници да отповикаме корупцијата и да бараме одговорност од корумпираните актери. Неказнивоста мора да заврши, изјави Агелер. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.